Како што тврди градоначалникот на општина Врапчиште, долгот во 2009 година бил 51 милион денари, но општината успеала долго да го намали на 13 милиони. Од 1 јули годинава сметката на општината е во целосна блокада. Општината должела 13 милиони денари и била блокирана од неколку предпријатија. Во изминатиот период општината вратила 11 милиони денари. Остануваат уште 2 милиони денари долг кои откако ќе се вратат сметката ќе се деблокира. Градоначалникот Бајрам Кадрија очекува тоа да се случи во средината на месец јануари 2014 година. Според динамиката што се земени средствата од буџетот на општината преку трезор, преку извршители, мислиме дека до средината на јануари ќе бидеме деблокирани и 2014 да биде по-слободно функционирање со нашите средства, пошто ова блокада стварно ни ствараше проблеми, не стави на некој начин во лоша позиција и овие 4 месеци што сме били блокирани ќе треба да се надокнадат идната година некои работи што се извршени и неплатени, но мислам дека веќе со чистење на овој список на должници што седа со години по судови, значи ние ќе бидеме веќе слободни по текот на идните 2-3 години. Општината има и други долгови, а еден од нив е на Ева на Македонија. Не е платено уличното осветлување, па може да се случи општината да остане во мрак. Засега има разбирање од двете страни. Евана не успева да изврши наплата за потрошена електрична енергија од домаќинствата, па средствата кои им ги префарла на општината за улично осветлување се за 70% помали од потребното кој општината треба да го плати спрема Евана. Само 5 гостиварски фирми со по 50 вработени за легализација на објекти кои се на територијата на општина Врапчиште, на истата треба да исплатат 6 милиони денари. Од неплатен данок на имот, општинската каса треба да се пополни за уште 18 милиони денари.